Медицината ги контролира симптомите. Тоа е стилот кој што е. Значи не може да се изликуваме, да, не можеме да го излечиме, меѓутоа да размислуваме на тоа да ги облажиме симптомите, што секако е важно. Ако не можеш да го излечиш, една премиса вели, помогни му да нема болка, односно да нема проблем. Тоа е важна работа што треба да ја почитуваме. Значи ние мора пред се да му овозможиме на пациентот во овој случај да се чувствува што подобро, да може што поквалитетно да живее. Во таа насока треба да се почитуваат лекарскиве насоки, како во поглед на тоа што се користи, така и во поглед на времетраењето на терапијата и се разбира се со цел да не дојдат до израз несаканите ефекти кои што секој од овие групи терапевтски може да ги има. Обично третираме со 3-4 типа на производи, антихистаминици, назални деконгестиви и кортикостероиди. Значи некое тројство кое што ни помага да ги смириме симптомите, меѓутоа сите тие треба да се користат во ограничено време и со напомена дека имаат несакани ефекти, па затоа треба да се применуваат така како што е препишано. Пример, значи антихистаминициве може да имаат седативен и хипнотичен ефект, ни ги отапуваат рефлексите. Треба да бидеме внимателни, значи никако да ги мешаме со алкохол. И тек треба да се внесуваат на празен стомак, барем 2-3 сата треба да немаме внес на храна во стомакот за да го постигнат ефектот. Затоа е згодно поради сите овие работи да завршиме со последниот оброк околу 7 на вечер, зборувам, и во 10 пред спиење да го внесеме, на тој начин немаме ризик од седативен ефект затоа што ќе го преспиеме периодот. А ноќниве проблеми кои што знаат да бидат големи поготово при овие алергиски ринити, зборуваме за проблеми со спиењето. Индиректно ние ќе останеме без сон. Ќе ги надминеме и понатака денот ќе ни биде поквалитетен. Попродуктивен. Значи тоа се однесува за секој од овие групи. Имаат добри страни, значи брзо ги контролираат алергискиве симптоми, не ги лечат и се имаат несакани ефекти, затоа треба да ги почитуваме и времетраењето и начинот на апликација и соодветно како треба да се земаат.